Петровски за Урбани вести и добре дојдовте. По реакцијата на Прва Скопска се реши проблемот на жителите од населеното место Нова Колонија со фекалната канализација. Повеќе на оваа тема ќе ви прикажеме во денешното издание на вестите. Останете понатаму со нас. Паркот во Чаир збогатен со нови содржини за деца. Изложба на 40 олдтајмери во Газибаба. Решен проблемот со фекалната канализација на жителите од Нова Колонија. Во тек е субвенционирање при купување електрични тротинети. Во градинката во Железара ќе се воведе втора смена. Со театарска представа за деца денеска во паркот во населбата Топанско поле беше промовирана детската едукативна работилница. Автор на идејното решение е Филип Петровски, а градските власти апелираат до децата и возрастните да водат грижа за урбаната опрема која се поставува. Во парк во Топанско поле во општина Чаир денеска беше промовирана детска едукативна инсталација со наслов "Приказна за Јованче и Марика, барајќи го патот до дома ја наоѓаат чоколадната кукичка". На промоцијата присуствуваа градоначалникот на општина Чаир Висар Ганију, директорот на јавното претпријатие Паркови и зеленило и градоначалникот на град Скопје Петре Шилигов, кој истакна дека главната цел на овој проект била преку облагородување на јавниот простор и збогатување на културните содржини на градот, да се поттикне детската фантазија и игра и да се влијае врз развивањето на детската креативност. Вакви детски инсталации постојат на Водно, постојат во градскиот парк, постојат во паркот Македонија, меѓутоа за прв пат отвараме на така наречената онаа страна на Варда. Овдека го реконструиравме паркот на улица Дижонска, гледате дека е започната реконструкцијата овдека на паркот околу оваа детска инсталација Чоколадна куќа, веќе ни е готов лавиринтот, ќе продолжиме со реконструкција и со изработка на паркот. Ваква дисперзија на културата, на културни настани, особено за нашите најмлади, за нашите најмили, ќе вршиме низ секое населено место во градот Скопје, затоа што Скопје и заради својата големина, меѓутоа и заради навиките на живење станува полицентричен град, односно град каде што луѓето живеат во повеќе центри. Шилигов исто така потсети за неодамнешните активности на градот со цел на жителите на општина Чаир да им се овозможат повеќе места за релаксација и рекреација, а исто така најави нови проекти кои ќе им го олеснат секојдневното функционирање на чаирчани. Овдека веќе знаете дека градот ја води инсталацијата, изработката на булеварот Босна и Херцеговина, булеварот Христијан Тодоровски Карпош, во тек е проектирањето на тунелите на Вардар. Очекувам дека на тунелите под Кале, очекувам дека со таквиот вид на активности на градот ќе го изедначиме можностите на граѓаните на градот Скопје. Автор на идејното решение е Филип Петровски. А градските власти апелираат како до децата, така и до возрастните, со грижа да се однесуваат кон овој парк, но и со сите останати. Исто така општина Чаир и градот Скопје имаат изработено план за создавање мрежа на велосипедски патеки на територијата на Чаир, а како прва етапа за нивната реализација е велосипедската патека на улицата Втора Македонска бригада. Градот Скопје потсетува дека се уште трае јавниот повик за субвенционирање на граѓани на подрачјето на Скопје за купување електрични тротинети. Со овој повик се предвидува град Скопје да надомести дел од средствата за набавка во износ од 50% од вредноста на електричниот тротинет, а повикот ќе биде реализиран по принципот прв дојден прв услужен. Се уште е во тек јавниот повик за субвенционирање на граѓаните на подрачјето на градот Скопје за купување електрични тротинети за 2018 година. Како што информираат од град Скопје, јавниот повик ги опфаќа сите граѓани жители на град Скопје кои ќе купат електричен тротинет од денот на објавувањето на јавниот повик, заклучно со 10 декември 2018 година. Со овој повик се предвидува градот Скопје да надомести дел од средствата за набавка во износ од 50%
10% од вредноста на електричниот тротинет, но не повеќе од 10.000 денари по лице, со вклучен персонален данок на доход. Јавниот повик ќе биде реализиран по принципот прв дојден прв услужен. Исплатата на средствата ќе се врши сукцесивно според редот на пристигнатите барања, се до исполнување на предвидениот буџет за оваа намена кој изнесува 1.090.000 денари. Од градот додаваа дека ова е една од бројните мерки кои градот Скопје ги превзема во насока на промоција на мобилноста и алтернативните начини на превоз. Годинава беа доделени 3.119 субвенции за граѓаните за набавка на велосипеди, додека средствата за набавка на електрични тротинети се обезбедени од пренамена на средствата за набавка на адаптирани велосипеди за лица со посебни потреби, каде граѓаните покажаа мал интерес. Околу 40 стари автомобили, олдтаймери, предизвикуваа воздишки внимание на плоштадот во Автокоманда. Општина Газибова беше домаќин на 6-та поред ревија на олдтаймери. Градоначалникот на општината Борис Георгиевски истакна дека оваа ревија представува одлична можност младите да се запознаат со тоа како се одвивал развојот во автомобилската индустрија. Општина Газибова беше домаќин на 6-та ревија на олдтаймери која се одржа на плоштадот во Автокоманда. На ревијата можеа да се видат околу 40 на стари автомобили кои предизвикуваа внимание и восхитување кај граѓаните. Градоначалникот на општина Газибова Борис Георгиевски ја отвори ревијата и истакна дека оваа ревија представува одлична можност каде може да се завидат автомобили во оригинална форма и развитокот во автомобилската индустрија, за да можат младите да се запознаат со тоа каков бил развојот во автомобилската индустрија, како и домакинското одржување на автомобилите од страна на собствениците. Тоа и понатаму ќе го правиме со цел навистина да имаме една прекрасна манифестација и задружење. Од друга страна едукативна форма каде што развитокот на автомобилската индустрија за младите ќе биде од битно значење. Ова навистина представува добра манифестација затоа што од година на година бројот на учесниците се зголемува. Годинава има преку 40 учесници, покрај Република Македонија имаме учесници и од соседните држави, а од она што можеме да го видиме на лице место, навистина представуваат и добра импозантна бројка и сушувани возила во оригинална и во репарирана форма. Општина Газибова на ревијата на олдтаймери додели 3 пехари за најоригинално возило, најстаро возило и најдобро реновирано возило. Добитниците на наградите за прва Скопска изјавија дека со љубов и внимание ги чуваат овие автомобили. Некои од нив учествувале и на повеќе изложби, а одржувањето на автомобилите е доста тешко, бидејќи, како што рекоа, многу тешко се наоѓаат деловите кои треба да се заменат, но секогаш кога ги возат низ градските улици, предизвикуваат големо внимание и восхитување кај минувачите. Дали досега сте учествувале на некои вакви изложби? Да, сме учествувале и секогаш сме повикани за да бидеме учесници на овие собири за изложба на олдтаймери. Дали е тешко да се одржува ваков автомобил во денешно време? Е малку тешко, бидејќи се трудиме деловите што ќе ни се расиба, се трудиме од надвор од државата да ги обезбедиме. Иначе овде во Македонија нема. Зашто возилото е старо самото. Така, дали привлекува внимание кога го возите низ улиците? Јас излегувам само викенд деновите, сабота, недела и привлекува. Гледам, луѓето имаат заинтересирање, има и бајџи љубители што го сакаат ова со стари коли да се бават. Па се разбира дека е тешко, треба да имате посебно место каде што ќе очувате, треба да имате посебни средства, значи за пред се за перење, значи да внимавате каде ќе го паркирате, значи како го возите и слично. Го реставрирав сега, ова му е втора изложба. Тоа е 1959 година. Редок модел. Мислам дека е во Македонија се уште еден. Све е оригинално на njemu, како е зашо. Се е оригинално како од фабрика. Од 1965 година, така изгледа и сега. Во денешни услови тешко е да дојдете до делови, а автомобилот има поминато околу 90.000 километри. Јас го имам 7 години. Време го чувате? Па чувам го негде околу 7 години.
На ревијата беа присутни околу 40 на собственици на стари и атрактивни автомобили кои ги имаше од Македонија, но и од соседните држави. Со проширување на капацитетите на детските градинки на територија на општина Газибава се овозможуваат подобри услови за згрижување на децата, а се отвораат и повеќе слободни места за упис во градинка. Од општината информираа дека со проширувањето на капацитетот во градинката во населеното место Железара ќе биде воведена и втора смена за згрижување на децата. Општина Газибаба во изминатиот период посвети големо внимание во делот на образованието и во подобрување на условите во детските градинки кои се на нејзина територија. Имено во оваа општина долго време родителите се соочуваат со проблеми за упис на децата во градинка. Од секогаш постоеле долги листи на чекање. Но градоначалникот на општината Борис Георгиевски, како што истакна во една изјава за Прва Скопска, долгите листи на чекање во Газибаба ќе станат минато. По завршување на тендерската постапка ќе започне изградбата на новата детска градинка во Стајковци. Ќе се прошируваат објектите Морковчево и Румлери и Калинка во Железара. Повеќе пати граѓаните барале од општината градинката во Железара да работи и втора смена. Со проширувањето на капацитетот на градинката за нови 3 занимални, ќе им се овозможи на родителите да ги изгрижуваат децата и во втора смена. Вкупниот капацитет на оваа градинка е проширен за дополнителни 75 дечиња. Фекалиите кои извираа во дворовите на жителите од населеното место Нова Колонија веќе се минато. Откако група граѓани се пожалија во редакцијата на Прва Скопска дека имаат сериозен проблем со фекалната канализација, се обративме до надлежните за решавање на проблемот. Деновиве во присуство на нашата новинарска екипа, пумпите беа поправени, а целосно на собраното ѓубре беше исчистено. Откако Прва Скопска се обрати до надлежните институции за решавање на проблемот на жителите со фекалната канализација од населеното место Нова Колонија, проблемот е веќе минато. Имено пред извесен период до редакцијата на Прва Скопска, револтирани жители пријавија дека подолго време имаат проблем со фекалната канализација, односно поради неодржувањето на пумпите во дворовите на неколку куќи им извираа фекалии и се ширеше многу лоша миризба. Како што изјавија жителите тогаш, проблемот го имале околу една година, односно откако биле поставени новите пумпи, но поради неодржување пумпите престанале да работат. За решавање на овој проблем, екипата на Прва Скопска се обрати до директорот на јавното комунално предпријатие Газибаба Владко Митовски. Тој тогаш даде ветување дека иако не е под нивна надлежност, проблемот ќе биде решен. Деновиве во присуство на Прва Скопска беше организирана акција за решавање на проблемот со фекалната канализација. Работниците од јавното комунално предпријатие Газибаба и цистерна од јавното предпријатие Водовод и канализација го исчистија ѓубрето што беше насобрано околу пумпите, а работниците од фирмата изведувач на пумпите ги поправија. Како што не информираше директорот на ЈКП Газибаба за да не се повторува ваквиот проблем во иднина, предпријатието ќе побара од Советот на општина Газибаба да им ја предаде надлежноста за одржувањето на пумпите, за да може редовно да се одржуваат и жителите да не се соочуваат со проблеми. Инаку, жителите со кои разговаравме вела дека населбата Нова Колонија во минатите години важела за една од најубавите и најсредените населби во Скопје. Граѓаните му поставија ултиматум на градоначалникот на општина Кисела Вода – дислокација на центарот за зависници или протести и блокади. Од општината велат дека до крајот на годината ќе се реши проблемот со центарот за зависници. Дел од граѓаните на општина Кисела Вода најавуваат блокади на улиците и институциите со цел да успеат во намирата да го дислоцираат центарот за зависници. Во текот на вчерашниот ден, дел од жителите се собрале во близина на центарот за да ги договорат следните чекори, но и да упатат порака до локалната власт за потенцијалната опасност која доаѓа од зависниците. Општина Кисела Вода очекува до крајот на годината да се реши проблемот со центарот за зависници. Оттаму додаваат дека рокот за дислокација на болницата е продолжен поради се што се случуваше последниве месеци во државата. Градоначалникот на општина Кисела Вода, Филип Темилковски,
Неодамна на пресконференција информира дека тоа е еден од најголемите проблеми во општина Кисела Вода и рече дека има решение на кое се работи заедно со Министерството за здравство. Во последниот период, поради зголемен број инциденти во центарот, има и поголемо присуство на полициски службеници и поради тоа ќе има средби со надлежните институции, рече градоначалникот, додавајќи дека имало рок до септември за решавање на проблемот, а сега се очекува да се реши до крајот на годината. Дел од граѓаните бараат исто така центарот да се пренамени во поликлиника за да не мораат децата од Кисела Вода да ги носат во Јане Сандански на лекар и порачаа дека секоја општина треба да почне да се грижи за зависниците. Општина Аеродром ја подобрува инфраструктурата во општината. Во населбата Стар Аеродром ќе се прават 4 нови улици што ќе добијат комплетно нова водоводна мрежа, атмосферска канализација, асфалтирање и улично осветлување. Општина Аеродром за оваа намена има предвидено над 9 милиони денари од сопствениот буџет. Општина Аеродром ќе прави 4 нови улици во населбата Стар Аеродром. Станува збор за краци на улицата Пандил Шишков, што ќе добијат комплетно нова водоводна мрежа, атмосферска канализација, асфалтирање и улично осветлување. Подобрувањето на инфраструктурата во овој дел на општината е едно од основните барања и потребите на жителите. На овој начин ќе се олесни пристапот на граѓаните до своите домови и подземните паркинзи. Ќе се зголеми бројот на паркинг места и ќе се намали сообраќајниот метеж, стои во соопштението од општината. За оваа намена општината има предвидено над 9 милиони денари од сопствениот буџет. Од ноќеска на полноќ поевтинуваат горивата. Цената на бензинот ќе се намали за 4,5 денари, а цената на дизелот за 3 денари. Ова е едно од најголемото намалување на цените на бензините и дизелот од кога постои регулаторната комисија за енергетика. Цената на бензините од полноќ ќе се намали за 4,5 денари, на дизелот за 3 денари, а на екстра лесното гориво за 3,5 денари, најави председателот на регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски. Со одлуката се врши намалување на рафинериските и на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 7,93, односно за 5,54 од 100. Малопродажната цена на бензинот Евросупер БС95 се намалува за 4,5 денари за литар и ќе изнесува 67 денари. Бензинот Евросупер 98 поевтинува за 4 денари и ќе чини 69 денари за литар. Евродизел се намалува за 3 денари и ќе се продава за 64,5 денари за литар, додека цената на екстра лесното масло за домаќинство се намалува за 3,5 денари по литар и ќе чини 53 денари. Како причина за намалувањето на малопродажните цени на нафтените деривати, од регулаторна комисија за енергетика ги посочуваат за 9,06% пониската просечна цена на суровата нафта на светскиот пазар во изминатите 14 дена и за 0,214% повисокиот курс на доларот во однос на денарот. Денеска во Македонија имавме сончево време со мала облачност по одделни котлини со појава на утринска магла. Метеоролозите најавуваат дека до крајот на неделата ќе се задржи стабилно и суво време со студени утра, а до вторник наутро ќе има услови за магла по одделни котлини. Од среда ќе почне да дува северен ветер што ќе придонесе за расчистување на воздухот по котлините и ќе услови опаѓање на дневната температура. Денеска имавме температура до 17 степени, а исто и за утре се очекува температурата да достигне до 17 степен. В среда ќе се движи од 4 до 17 степени, четврток од 0 до 13 и в петок од -1 до 12 степени Целзиусови. И по временската прогноза имаме уште една информација. Утре со почеток во 12 часот пред споменикот на Никола Јонков Вапцаров во општина Бутел ќе биде отворен вториот есенски базар на домашни ракотворби по повод ослободувањето на Скопје. На есенскиот базар ќе учествуваат повеќе од 20 ракотворци како од Македонија, така и од Србија, Турција, Босна и Херцеговина, Албанија и од Косово. Почитувани гледачи, со оваа вест ги завршуваме урбаните вести. Ви благодарам што бевте со нас. Повеќе наслови можете да прочитате на нашата веб страна mtm.mk и на социјалните мрежи Facebook и Twitter. Довидување.